Минималните трошоци за живот на едно 4-члено семејство за 2 месеци се намалени за над 1000 денари. Сојузот на синдикати на Македонија објави 2 минимални синдикални кошнички, што покажуваат дека трошоците во март биле помали за 1900 денари споредено со февруари. Во април пак има зголемување од 836 денари споредено со март годинава. Тенденција на намалување се забележува кај издатоците за храна и пијалоци, од речиси 2000 денари во последниве 2 месеци. Од синдикатот потврдуваат дека на семејствата им требаат помалку пари за храна и пијалоци, додека траат мерките за ограничени маржи, но сепак сметаат дека тоа не е доволно. Затоа бараат поригорозни контроли за надзор на трговците кои ја злоупотребуваат мерката. Мерки се потребни и се потребни да бидат почесто и да траат подолго. Зошто? Затоа што кратките мерки од 1 месец покажаа дека трговците се алчни, претходно ги зголемуваат цените, па ги намалуваат цените, па потоа да личи дека повторно нешто е намалено. Вредноста на синдикалната минимална кошница за месец март има намалување од 6,78% во делот на храна и на пијалоците, што покажува дека и покрај донесената мерка, голем дел на трговци спроведувале нефер трговски практики, не ја почитувале мерката на владата и не била контролирана мерката онака како што треба. За храна и пијалоци на едно 4-члено семејство му треба 21.480 денари месецов. Тоа е повеќе од третина од фамилиарниот буџет според пресметките на синдикатот. Оттаму велат дека калкулацијата на минималните трошоци е показател дека на македонците не им стигнуваат ниту 2,5 минимални плати за да го преживеат месецот и дека е оправдано барањето за зголемување на минималната плата на најмалку 500 евра, како и дополнително зголемување на сите останати плати за најмалку 100 евра. Ако 62.000 денари изнесува синдикалната минимална кошница, сметаме дека 500 евра минимална плата беше потребно вчера, утре ќе бидат доцна. 2 минимални плати во пракса треба да ја покриваат вредноста на синдикалната минимална кошничка. Да не забораваме, таа вредност ќе биде покриена со 2 минимални плати како основна плата на која работниците имаат право на додатоци, на доместоци и тие дополнително ќе ја зголемат нивната основна плата. Владата ќе креира просечна кошничка која ќе вклучува просечно 4-члено семејство. Од Министерството за економија веќе информираа дека кошничката е готова и е направена врз база на податоците од Државниот завод за статистика и Пазарниот инспекторат. Што точно содржи засега нема конкретни детали, но се знае дека нема да има алкохол и цигари, а нема да биде ставена ставка за одмор во странство. Министерството за економија објасни дека владината кошничка ќе служи како урнак за креирање на мерки за заштита на животниот стандард.